Да, треба да се слушне гласот на медицинските сестри, секако за нивната посветеност, но и за нивните потреби за успешно функционирање во рамки на професијата медицинска сестра. На истата тема продолжуваме со разговор во студиото и ќе посакам добар ден и добре дојде на Гордана Бешлиовска, председател на Унијата на здруженија и Здруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, многу ви благодарам за целокупниот континуитет во кој што го подигате гласот за медицинските сестри. Ние секогаш во македонската телевизија ја добиваме правилно афирмацијата онака како што треба и исклучително ви благодарам во името на Унијата на здруженијата на сестри. Одлична можност токму денеска со ова издание на емисијата практично и да ја посветиме на медицинските сестри и на ова хумана и благородна професија. Медицината се занимава со човекот од аспект на болеста, а додека пак здравствената нега се занимава со човекот од аспект на основните човекови потреби. Од тука медицинската сестра има одговорна професија, но игра клучна улога во секојдневната грижа и третман на пациентите. Таа опфаќа автономна, но и колаборативна грижа за лица од сите возрасти, семејства, групи и заедници, без разлика дали се болни, но и здрави во сите услови. И да не заборавиме, основен предуслов за добра и успешна медицинска сестра е емпатијата, односно сочувствителноста. Ете ја благородноста. Ете, многу ви благодарам, ова го донесовте прекрасно, значи ова е тоа кое што го одликува ликот, имиджот и делото на медицинските сестри и од тука јас велам дека вие континуирано не следите за сето ова, значи вака да го донесете како што е. Исклучително сум горда на колешките кои што ги слушна во претходниот прилог и на сето она кое што они го донесоа како информација за се она што се случува во моментот во сестринството и кои се нашите стратегии и цели во Унијата и во здруженијата. Впрочем, ние кога создадовме Унијата и кога ги обединивме сестрите и кога сите здруженија се обединија во Унијата, целта беше таа да дојдеме до овој момент на ваква информираност на сестрите, на ваква на сестрите свесност и совесност за собствената професија и за тоа колку ние сме важни. И главно да се зборува и за придонесот, улогата, но и за потребите. Бидејќи кога се создадовме како Унија, како здруженија, имавме впечаток дека нашите медицински сестри не се многу информирани за собствените права, за собствените цели, за сето она кое што во болниците значи нивна систематизација, нивно признавање, отсликување во работните задачи, за се она кое што треба да го доловува ликот, имиджот и делот на европската медицинска сестра, автономноста за која што зборувавме, законот кој треба да ја регулира професијата и се она кое што ние го велиме на крај се само за подигање на вредноста на пациентот, бидејќи нашата улога во нашата професија нели таа. Исклучително сум среќена што сите овие 7 години наназад како Унија, како здруженија, низ нашите едукативни настани, низ се она кое што нашите сестри го покажаа, преточувајќи ги собствените работни задачи во трудови, дојдовме до ваков степен на совесност и свесност на медицинските сестри колку ние сме важни во здравствениот систем, бидејќи ние не сме само бројки за кои што зборуваме дека сме најмногу бројни во здравствениот систем или сме најмногу бројни во синдикатите. Ние сме богатството на нацијата. Тоа е нашата дефиниција во Унијата и во здруженијето кое што постојано ја кажуваме дека секоја една инвестиција во сестрите, во образованието, во нивните подобрени услови за работа, во здравата работна околина е инвестиција во здрава нација. Кога имате задоволни здравствени работници, медицински сестри, вие имате наспрам себе значи можност да правилно да го вреднувате пациентот и тоа е тоа кое што сестрите го испорачуваат во сите нивоа на здравствениот систем. Да, кога говориме за улогата нели значењето на медицинските сестри во здравствениот систем, мораме да истакнеме дека медицинските сестри играат клучна улога во здравствената заштита и тие често се првите кои ги откриваат здравствените итни случаи и работат во првите редови на превенција на болести и испорака на примарна здравствена заштита, вклучително мораме да истакнеме и промоција, превенција, третман и рехабилитација. И многу често медицинските сестри се првиот, а понекогаш и последниот здравствен работник кој што ќе го води пациентот и затоа, како што рековте, квалитетот на нивната првична проценка, но и последователната грижа е пред се од витално значење за добри здравствени резултати. Тоа ни е потребно. Значи, ова се фундаменталните цели на професијата на медицинските сестри. Здравствено воспитување, превенција, лекување, рехабилитација и олеснување на маките во последните години на животот. Значи, секаде каде што ќе помислите во здравствениот систем и каде што секој еден сегмент ќе го погледнете во делот на здравственото воспитување, каде што се корисниците во делот на здравственото превенирање. Видете,
еден грам превенција тежи многу повеќе од тони лекување. Сето она кое што сестрите го работат во овој момент со новите стратешки национални програми, каде што меѓу другото имаат и поливалентна улога на терен, вклучително зборувам за патронажните медицински сестри, е нешто кое што здравствено воспитува и превенира. Тоа е нешто кое што мора во колективната свест на нашето население повторно да се врати преку предметот здравствено воспитување, кој што ние сме поборници и подпишавме своевремено меморандуми во Балканската асоциација во регионот со сите наши професионални издруженија да го вратиме повторно во образовниот процес, каде што ќе го покренеме нивото на колективната свест за нас самите себеси, за околината околу себеси и за тоа како ги почитуваме и како ги третираме здравствените работници наспрам себе. Медицинските сестри, како што кажавте, се моментот на кога пациентите осознаваат диагнозата, се до оној момент додека се олеснуваат маките. Книгите многу пати и студиите покажале дека 4 часа поминуваат во една смена со пациентите за да ја донесат својата описна диагноза во која што они се остваруваат преку собствените интервенции. Меѓутоа ти имате еден прекрасен епитет и нив пар екселанс се наречени како професионални мајки. Значи вие мора да во професијата да се давате безусловно. Само мајчинската љубов е безусловна, така и со работата на медицинските сестри. Меѓутоа сега знаете како тоа е тоа кое што ви чини таа емпатија, како вие што кажавте, тоа е тоа што ве исполнува во делот на довербата со пациентите како медицинска сестра, меѓутоа на сестрите им се потребни безбедносни услови за работа, им е потребна здрава работна околина, им се потребни задоволствена работа, им е потребно платеност по одговорностите. Сето тоа е тоа заедно кое што го зборуваме ние треба да го преточи законската регулатива и да го уреди како такво, се до прекршечните одредби каде што секоја една индивидуа ќе одговара по собствените одговорности за кој сгрешила или не, или нема да ги генерализираме работите како такви. Сето тоа на крајот на нештата со покачување на коефициентите и платеноста по одговорноста на сестрите, можеби во ваков момент и ќе биде едно од моменталните клучни и одма и сега решенија кои што би го супремирале на некој начин тој одлев и тоа незадоволство на медицинските сестри. За тоа што им е потребно на медицинските сестри. Практично јас ќе се надоврзам со следното прашање. Би сакала само да истакнам дека медицинските сестри учествуваат во здравствена едукација на населението. Споменавте и вие и во подигање на свеста за редовни превентивни здравствени прегледи и рано откривање на различни болести. Сега статистиката покажува дека скоро 50% од здравствените работници се медицински сестри и акушерки. На светот му требаат 9 милиони повеќе медицински сестри и акушерки доколку сака да постигне универзално здравствено покритие до 2030 година. Да, тие се проекциите на Светската здравствена организација. Видите, за време на ковидот, значи Светската здравствена организација апелираше до сите здравствени структури да се инвестира во медицинските сестри токму заради овие податоци кои што ги проектира за недостаток на сестрите. Инвестицијата во образованието на сестрите прави еден кариерен развој во вертикала на медицинските сестри, каде што тие имаат можност да се остваруваат и во образовниот процес, бидејќи сето она кое што се вели едукација и образование на сестрите, а каде што е дел од на негата, каде што сестрите се супериорни и каде што е нивната област, треба тие да бидат тие во образовниот процес кој што ќе го спроведуваат и прават тоа. За да биде тоа така, на нас не се потребни академски студии, на нас не се потребни факултети за медицински сестри, така да бидам малку попластично, да се изразам да сватите, бидејќи за сега нашето школување завршува во 3-годишната висока медицинска школа која ги имаме и во приватниот и во и во јавното образование на медицинските сестри, каде што и не знам од каде и како толку многу се формираат во последен период врз основа на која сондажа на терен, заради тоа што не е потребна таа спрега за потребите во болниците, колку произведуваме, колку ни се потребни, а патем кој ќе ги произведеме, како ги признаваме и како се препознаени во болниците. Тоа е едно од основните незадоволства во овој момент, бидејќи по нивните образовни програми не се признаени, не се остварени. Нивните работни задачи не се по такви одговорности платени во болниците и тоа е едно многу големо незадоволство кое што Унијата, Сдруженијето, значи како решенија ги нуди и секогаш сме зборувале за таа структурна прераспределеност и потребите и прераспределувањето во систематизациите во болниците, каде што секоја сестра во собствената уска специјалност треба да се пронајде. Бидејќи знаете, докторите се специјалисти во собствените области и нив мора да ги следат во паралела сестри по специјалност. Не е повеќе времето на сестра во општа грижа. Сестрите мора да бидат обучени во уски специјалности. Сите пациенти и еден ден и ние може ќе бидеме сите пациенти сакаат обучени, стручни, професионални медицински сестри. И сите носители на здравствената дејност, тоест лекарите сакаат со нив да работат стручни, обучени медицински сестри. Затоа мора едукација, мора образование. Со образованието на сестрите растат критичните маси меѓу медицинските сестри. Сестрите со континуираните едукации се надградуваат, можностите за нашите едукации
се сите стручни настани кои што како здружение, како унија имаме за задача да ги правиме за медицинските сестри, бидејќи нашата професија е професија која што мора континуирано да се едуцира и да ги следи современите трендови на современата медицина, каде што медицинските сестри мора да бидат обучени за се она кое што е ново и кој што ги олеснува и ги овозможува на поадекватен начин да се пружат здравствените услуги. услуги. Пред да ве прашам за конгресот кој што неодамна се одржа, накратко само за болното прашање, а станува збор дека во Македонија како и во другите земји се забележува тренд на намалување на бројот на медицински сестри, односно нивен одлив и од тука потребата од итно решавање на приоритетните проблеми во сестринската професија. Видете, да ви кажам, ово е многу загрижувачко се тоа вака што го кажавте, бидејќи ако ние зборувавме за еден период наназад дека имаме одлевање на сестрите во странство, па имаме одлевање во приватниот сектор, па немаме континуирани конкурси за надополнување по природното одлевање во болниците, сега имаме веќе феномен на заминување на сестрите од професијата. Значи, затоа овие 4 така да ги наречам услови кои што треба да ни овозможат на здрава работна околина и на автономност на работа, треба во овој момент со преструктурирање, пребројување, централно регистрирање, лиценцирање на професијата на сестрите, во овој момент да им даде на сестрите авторитети во болниците, како што ги заслужуваат, за да можеме, значи, овој тренд на одлевање на медицинските сестри да го супримираме, бидејќи по сите основи, по сите стандарди врз основа на кои што се бројат медицинските сестри во болниците недостасуваме. И континуираните конкурси се плашам дека во последно време и нема доволно кандидати за да можете да вработите медицински сестри во болниците, бидејќи и сите тие кои што завршуваат веднаш после завршувањето или се пронаоѓаат во некоја друга професија или во меѓувреме заминуваат во странство и имаме некои како да кажам во моментот мерки кои што мора да се превземат во болниците по однос на сестрите кои што се договорно дело и имаат нерешен статус и кои што се водат патем во агенцијата за вработување како невработени, а во болниците работат со така нареченото нездравствено осигурување, непензиско осигурување и така. И тоа е еден статус со кој што дефинитивно, значи, се нарушува достоинството на професијата. Таков статус на медицинските сестри не смее да постои, посебно во ситуација кога имате ваков дефицит, кога имате потреба, кога имате недостаток на сестрите, значи тие треба потхитно веднаш да поминат во статус на редовно вработени. Бидејќи тие се тие кои што ги едуцирате и за кратко време ви заминуваат после и си го барат местото под небото, како што велам, во регионот, Европа и светот и така понатака, ги надополнуваат сите тие места на недостатоците. Меѓутоа, знаете како регионот и другите имаат недостатоци од некоја многу поповолна бројка, а ние бележиме недостатоци од многу голем дефицит на медицински сестри. Ова е сериозен проблем на кој што треба сериозно да се работи. Затоа што ќе дојдеме во ситуација кога нема да можеме да ја организираме работата во болниците, посебно во стационарите, во секундарното, терциерното, вклучително и во примарното здравство. Да. Разговорот ќе го заокружиме со темата која што се однесува на 3-тиот меѓународен конгрес за медицински сестри кој што се одржа од 4 до 6 октомври во нашиот туристички бисер Охрид, а темата беше автономија на сестринството, сега и во иднина со меѓународно учество, морам да истакнам. Како да ви кажам, мислам, многу ми е голема радост и задоволството што можам да зборувам за еден ваков настан, кој што Унијата, Здруженијата успеа. Ние, ако минатата година го кронисавме сестринството со вториот меѓународен конгрес, ова година ги светнавме зраците на круната. Значи, големо е задоволството да го имате сестринството од регионот, Европа и од Балканот, да ги имате председателите на европските асоциации, да имате над 30 професионални здруженија, нивни представници, да го имате целокупното сестринство од Македонија, кое што собствената работа е преточило во трудови. Одлична можност за представување, но и споделување на искуства. Па знаете како, ние имавме прилика, прилогот одеше за Флоренс Најтингејл, ние имаме нашата Славјанка Влахчева, нашата гордост на историјата на сестринството, која што Унијата и Здруженијето ја врежа во историјата со повелба од од прв ред, за кое што направивме регистрација на европско ниво и ја заштитивме наградата и повелбата. Како таква и оваа година ја добија 2 медицински сестри. Тоа е исклучително во нашата професија сега голема
голема гордост да можете да дојдете и да го добиете тоа признание престижно, и ние сме горди на сето тоа кое што како историја, како унија, како здружение го испишуваме. Сето тоа можевме да го представиме и да го споделиме со регионот, Европа, со сите представници. Многу сум благодарна на поддршката на претседателката на кабинетот на претседателката и незиното поздравно писмо кое што она го испрати до медицинските сестри, кои што исклучително беа среќни на сите поздрави и успешноста на конгресот кој што протече со незини поздрави, на сите представници од ресорното Министерство за здравство и другите ресорни министерства, на светската здравствена организација, на сите оние кои што допринесоа конгресот да го има нивото кој што го има. Знаете како уживаме во овие 2 недели после конгресот на честитките кои што ги добиваме од европските асоциации за успешноста на конгресот. И мислам дека и покрај тоа што сме незадоволни, и покрај тоа што имаме вакви состојби во болниците, дека овие вакви стручни настани кои што патем се повторно ќе кажам зраците на нашата круна на сестринството чинат во регионот и во Европа да докажеме дека сето тоа што се работи кај нив го работиме и ние, само на нас ни треба запис, ни треба администрација за сето тоа, ни треба потврда за сето тоа, ни треба платеност по одговорност за сето тоа, за да можат нашите сестри да се чувствуваат достоинствено и да бидат поблиску до тој лик, имидж и дело на европската медицинска сестра. Така, всушност и ваквите стручни настани, ваквите конгреси се одлична можност за унапредување на професијата на медицинските сестри, секако и следењето на европските и светските текови кога станува збор за оваа професија. Да ви кажам, значи, ние направивме през годината и многу симпозиуми, и многу трибини, каде што сестрите имаа можност во сите оние друштва каде што се остваруваат во унијата и во здруженијето во сопствените специјалности да ги покажат сопствените работни задачи преку трудови. Тоа беа многу успешни настани во текот на целата година, каде што значи можноста на сестрите од цела Македонија, од целокупниот здравствен систем се отвара за таа едукација. Меѓутоа конгресите со меѓународно учество вакво какво што ги отвара нашите сестри према Европа и регионот. Они се веќе дел од европските конгреси каде што заминуваат со сопствени теми преку унијата и здруженијето, и ние на сите тие настани не сме веќе пасивни каде што сме. Сме таму каде што се носат одлуките во Генералното собрание на ЕСНО и во сите други европски асоциации каде што имаме место како сестринство од Македонија. Затоа сметам дека сето ова треба да го прифатиме како едно општествено добро, како една гордост на државата и она кој што ние го кажуваме и велиме дека сме богатство на нацијата. И треба да ги чуваме медицинските сестри, треба да не чуваат и да не почитуваат, бидејќи тоа е влогот во здравата нација. А здравата нација е богатство на државата. Јас би сакала овој разговор да го завршиме со една благодарност до сите медицински сестри кои што даваат свој придонес во ова хумана и благородна професија. Искрено да ви кажам, јас многу пати сум кажала за себе и повторно ќе кажам, повторно да се родам, повторно ќе бидам медицинска сестра и тоа толку многу го кажувам, значи искрено и длабоко, бидејќи 32 години се остварувам како медицинска сестра и сум имала прилика и во интензивните неги, и во оделите, и во оделенијата сум имала можност, значи многу пати се тоа што го зборувам и кажувам да се остварите во професијата, да видам како тоа изгледа и да ја добиете довербата на пациентите од другата страна, а сум имала можности за едукација на сестринството и морам да ви кажам дека навистина се многу пријатни и убави чувствата кога ќе добиете вакви благодарности. Сум имала многу пати прилика и во име на целокупното сестринство искрено ви благодарам и ова се навистина стимулни и морални, како да кажам, пораки за сестринството во вакви времења во кои треба да истраеме и да се на некој начин, значи, задржувајќи се во професионалното каде што пружаме, каде што даваме и така понатака, да се стрпиме, да покажеме трпение и да се надеваме дека сепак ќе се изрегулираме и ќе ја добиеме комората и секи биде како што треба. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Обострано ви благодарам многу и на вас.